Океј, дечки, почнувам денешната тема е зашто луѓето не прават промена. Гледайте, секој човек му е интересно или многу му е безбедно да биде на местото на кое што е, поради тоа што тоа е нешто кое што се вика комфорт зона. Ајде да речеме, комфорт зоната на човекот може да му биде неговата работа. Комфорт зона може да му биде друштвото во кое што се наоѓа. И имате некој човек кој што можеби доаѓа момент каде што можеби треба да отиде до, не знам, во Австралија да се пресели, или треба да отиде во Америка, или треба да отиде на промена на работното место. Гледате, промената не е лесна, поради тоа што наредно нешто кое што се случува кога има нов простор, има незнаење и несигурност, и тоа е нешто кое што човекот го плаши. Сега ви кажам нешто кое што е интересно. Може би не е вистинова што ќе го кажам, ама јас сум го размислил дека може би има вистина во ова. Дури луѓе остануваат во болна ситуација, ајде да кажеме некоја токсична болна врска, само затоа што и таа болка им е по-реална и јасна, отколку празноста што ќе имаат без таа болка. Гледате, интересно, ако размисли човек. Некој човек останува во некоја негативна ситуација, он се согласува со таа негова негативна ситуација, затоа што му е јасна, затоа што му е позната, затоа што трае, обстанува некако, без разлика што не обстанува добро, ама онако направи исчекор надвор од таа состојба, не знае што ќе дојде ново. И тоа што е ново и непознато го плаши човека. Гледате, новото и непознатото го плаши човекот. Да е сам го плаши. Да отиде во нова земја каде што може би има и поголем потенцијал за успех. Не викам дека во Македонија немаме. Ја не сум од тие луѓе кои што верува дека мора да излезе човек надвор од Македонија за да успее. Ја мислам дека во Македонија имаме многу голем потенцијал за успех. Ама не зборам, некој човек му се отвара прилика можеби преку работата да излезе, не сака поради тоа што му е страв од новото. Гледате, на луѓето се плашат од ново. Зато и е тешко луѓе да ги промените. Гледате, луѓето се научени на нив. Они се они. Гледате, они, какви што се, добри или лоши, гледате, ајде да кажеме, некој е лош во однос на љут е, критикува, огорчени, има чувство дека е таков. Затоа што имате луѓе кои што се негативци, ама не ни зваќаат дека се негативци. Ама имате некој човек каде што овој човек сваќа дека е негативец, ама признава дека е негативец, ама ја нема храброста да стане добар. Зошто? Поради тоа што значи промена. А зошто луѓето не ја сакаат промената? Поради тоа што мора да пуштат едно нешто и да посегнат по нешто друго. Знаете дека зборот промена на англиски е change. Change е промена. А потеклото на овој збор change доаѓа од латински збор ex cambiare. Ако видите потеклото на зборот change, доаѓа од латински ex cambiare. Што значи ex cambiare? Значи exchange или размена. Зборот промена води потекло во зборот размена. Зашто гледате, човекот мора да пушти една работа за да посегне по друга работа. Ама она која држи таа работа, која што ја има кај него како комфорт зона, он мора да ја пушти комфорт зоната, за да посегне по тоа што е надвор од комфорт зоната, а секако кога посегаме надвор од комфорт зоната и посегаме по поголем простор, ние стануваме поголемо битие. Ако човекот седи на истото место кај што е, не се развива, не иде понатаму, не сака да направи промена, он не може да стане поголемо битие. Поради тоа што битието се зголемува колку поголем простор опфатиме. Колку поголем простор опфатиме, има повеќе знаење во тој простор. Ама тоа знаење се уште го немаме осознаено ние. Гледате, имате знаење кое што е неосознаено од вас и фактички вие одите во нов свет. Сега, гледайте колку е убаво човек кој ќе отиде во нов свет. Он кој ќе отиде во нов свет, он е заинтересиран и почнува да осознава. Ама човек што се плаши да направи промена, он не може да дојде до новиот свет и знаењето кое што го има во просторот кој што се плаши да го опфати. Сега ви кажам една интересна работа, малку е чудна и не знам како да ја објаснам. Но гледайте, ова го спомнав пред некој лайф. Просторот има знаење. Малиот простор нема знаење. Големиот простор има знаење. Наедноставно,
Ке отидете во друга компанија, имате нов простор. Имате можеби промоција на работното место, тоа е нов простор. И во тој нов простор имате знаење кое што се уште го немате добиено. Во стариот простор, целото знаење кое што сте го имале, сте го добиле. И тука е затоа човекот не расте во комфорт зоната, затоа што он знаењето во комфорт зоната го искористил, го земал, ја добил само довербата и се ја стагнира. И сега што неќе да направи? Неќе да го пушти тој простор за да посегне по нов простор, нова работа, преселба, можеби на некој човек да почне врска. Гледате, имате можеби некој дечко кој што е навикнат да е сам, можеби е разочаран и огорчен од жени и за него нов простор, релација, брак, страшно е, ама и бракот е простор поради тоа што можеш да научиш многу работи од самиот тој простор. Ако имаш волност да го научиш тоа и при тоа да не се разочараш и да се огорчиш ако нештото не успее и не биде како што треба, затоа што, гледате, кога ќе посегнеш ти по нов простор и стекнеш знаење, имаш две опции да речеш. Еј, научив нешто, па дури и да сгрешиш, па дури и да не успее како што треба, можеш да речеш, еј, научив нешто. Ти ако сгрешиш, не се разочараш, и не донесеш негативна одлука, а негативната одлука после разочарувањето е човек да не биде. Не мораш да бидеш. Немој, не сакај многу, немој да еш понатаму. Гледате, кога човекот ќе посегне и стекне знаење и успее, супер, тоа е успех. Стекна знаење, успех, иде понатаму. Но и ако не успее, он може да стекне знаење, но не смее да ја смени одлуката дека сака да пробува повторно да успее, затоа што се случи, луѓето ќе посегнат по нов простор, они од тоа се плашат, гледате, они се плашат од стравот од неуспех. Нас научиле дека неуспехот е страшен. Тоа не учеле, тоа ни е у главата, затоа се плашиме да идеме надвор од комфорт зоната за да успееме, ама надвор од комфорт зоната е знаењето. Надвор од комфорт зоната, во просторот е знаењето. Во просторот, во иднината, ајде така да кажам, во иднината, затоа што иднината е простор. Луѓе што имаат цели, они имаат простор. Тие што имаат визија, имаат идеали, идат да ги исполнат тие идеали, они имаат простор. И тајки кон таа цел, он доаѓа во контакт со знаењето кое што е во тој простор и он го инкорпорира тоа знаење во него како битие, во неговата духовна ДНК. И бум, он процветува како бити и станува поголемо бити, има поголема самодоверба и сигурност и вика дај се да идем во поголем простор. Ама ако стагнира и рече доста, не морам сега, доста, толку беше, он почнува да оди во туѓи простори, на социјалните медиуми, на телевизиите, на озборувањата на комшиите. Он оди од тие простори, ама таму нема квалитетно знаење. Гледате, квалитетното знаење доаѓа од просторот на вашата мечта, од просторот на вашата визија. Квалитетното знаење е потенцијално, затоа што не сме го осознале. Тоа е потенцијално знаење, затоа што во просторот целите иднините има потенцијално знаење за раст и потенцијално знаење за универзумот и потенцијално знаење за животот, кое што е знаење кое што неверојатно ни е потребно на нас. Затоа што го собираме од просторот. Тоа е легби, тоа е во универзумот. И сега колку повеќе ние сакаме да бидеме, да постоиме, да успееме и повеќе имаме цели, толку повеќе го собираме тоа знаење од просторот во кој што сме навлегле. Ке отиде некој човек на некоја повисока позиција, тоа е нов простор. Набрзо што ќе се случи? Набрзо, прво што има? Прво има страф, има незнаење, ама после го осознава тој простор, доаѓа знаење, сигурност, самодоверба. Гледате, самодовербата е маскирана од стравот на почетокот, затоа луѓето не ја имаат. Затоа што самодовербата е тука, препокриена е со стравот од непознатото, кое што секогаш е прво нешто кога сакате да направите промена. Затоа луѓето не ја прават, затоа што имаат страф од непознатото. На нив им е познатото, ама таму го имаат веќе знаењето и тоа знаење им го дал лимитот и они се почнуваат да стагнираат, одат надоле, зашто ништо во овој универзум не е статус кво, да го цитирам филозофов Хабарт, или нештото оди нагоре или оди надоле, ама тоа не е само цитат од него веројатно од многу други луѓе, поради тоа што тоа е вистината, ништо во овој универзум не е статус кво. Статус кво значи нешто што се одржува како што е, или иде нагоре, или иде надоле. Дури масата која гледате,
врата во позадина, она се аби, се троши, само што векот на распаѓање на атомите и молекулите во самото дрво е многу спор, не е толку брз како што е во зелена салата или не е така брз како што е во пиперка, која што ќе се распадне многу побрзо, поради тоа што има поспор век на распаѓање самото тоа. Но вие ако дојдете во комфорт зона и мислите дека сте окей, гледате, почнувате, вие сте окей, ама почнувате после тоа да одите надоле, поради тоа што не одите во ново знаење, не одите во нов простор, не одите да имате циркулација. Гледате, циркулацијата на душата зависи од посегање по нови цели и по нови идеи и по нови визии. Тоа е циркулацијата во душата, и душата да биде здрава, да биде среќна, она мора да има таа циркулација. Ама циркулацијата на умот и циркулацијата на духот доаѓа од постигнување и задавање на нови цели. Постигнување, задавање на нови цели. Постигнување, задавање на нови цели. И така циркулацијата во душата ја одржувате квалитетна, добра, како што треба да биде. Поради тоа што има тек, има движење, има нешто кое што човекот го креира, го создава и го прави. Зашто не ќе луѓето да го направат тоа? Поради тоа што на почетокот тоа нешто не е комотно. Тоа нешто е препокриено со страв, е препокриено со себе сомневање, е препокриено од страфот што другите луѓе ќе кажат ако не успеам, што другите луѓе ќе кажат и дали ќе се смеат ако нема да ја постигнам целта. Ама секогаш запамтете го следново, публиката секогаш добива разонода и добива еден тип на забава од туѓ живот. Публиката не е храбра, публиката е во комфорт зона и она каде гледа? Она го гледа играчот. Играчот не ја гледа публиката поради тоа што ја гледа целта. Гледате, играчот ја гледа целта, играчот е фокусиран на целта. Ама на што гледа публиката? Публиката гледа во грбот на играчот. Играчот уопште не го засега публиката. Он не може, нема време да се врти за да публика. Кој збори за мене? Абе нека зборат за тебе. Ти играј играта на животот, именувај се, поради тоа што на тој начин стануваш подобра верзија од тебе, подобра верзија од тебе, подобра верзија од тебе, затоа што непознатото во кое што ти одиш те уствари осознава тебе. Гледате сега интересно. Непознатото во кое што одиш те осознава тебе. Зошто? Затоа што универзумското знаење кое што ние го добиваме од новиот простор сме ние. Универзумското знаење кое што ние го добиваме од новиот простор сме ние. Затоа луѓе кои идат да постигнуваат и прават убави работи и подвизи, они стануваат, ќе ги видите, и поквалитетни како луѓе. Затоа добиваат мудрост, затоа добиваат на некој тип на просветленост во нивната душа. Зошто? Поради тоа што го добиле знаењето од универзумот, ама никогаш не го добиле знаењето од универзумот седејќи и не правејќи ништо, туку го добиле знаењето од универзумот креирајќи и правејќи живот. Поради тоа што тој е таму да го направите. И вие правејќи го тој ваш живот, вашиот универзум, вашите цели почнува да го доминира физичкиот универзум. И човек кој што е во негов универзум и негов свет, он го доминира физичкиот универзум и тој човек станува мудар, уште помудар и уште повеќе свесен и затоа продолжува да го доминира уште повеќе физичкиот универзум. Човек кој што седи дома, се сомнева, се колеба, нема сигурност, не ќе да тргне, страф му е, тој никогаш не може да дојде до таа состојба каде што неговиот универзум го доминира физичкиот универзум, поради тоа што не е играч. Гледате, играчите го доминираат физичкиот универзум поради тоа што имаат храброста да го искреираат нивниот универзум. Велат храброста, среќата ги прати храбрите, фала Богу. Затоа што како почнаш да влагаш во просторот, доаѓаш до среќичката. Еве. Ама помеѓу тебе и твојата среќа има препреки. Да го цитирам повторно филозофот Хабард, вика: среќа е надминување на препреки кон позната цел. Или емоција на прогрес кон позната цел. Сега, ако вие немате прогрес кон вашата цел, ти не можеш ни да си среќен. Затоа храброста што е? Храброста тргаш.
храброста е одиме. Ајде да видиме што има таму, ајде да видиме што има во наредниот сегмент од мојот живот. Ајде отвори ја твојата наредна приказна. Кажи ја твојата приказна. Луѓето имаат приказна во себе, име страв да ја кажат. Луѓето имаат приказна, вие сте приказна. Ама ако имате страв да ја кажете вашата приказна, тогаш животот не ви е убав, поради тоа што не се спојувате со животот, поради тоа што не ја кажувате вашата приказна. Колку повеќе имате храброст да ја кажете вашата приказна, толку повеќе се конектирате со животот, затоа што животот е најубавата публика на вашата приказна. Ама вие, ако ја немате храброста да ја кажете вашата приказна, тогаш мислите дека немате публика за вашата приказна. Луѓето мислат дека никој не сака да ја слушне нивната приказна. Луѓе обожаваат да ја слушнат вашата приказна. Луѓе сакаат да ја чујат вашата приказна. Ама вие мора да имате храброст да бидете таму, да излезете од комфорт зоната, да бидете видени, да застанете на сцената на животот каде што луѓе ќе ве гледат и на таа сцена на животот некогаш монологот, диалогот, говорот ќе има некоја грешка. Па што ако ја има? Ама луѓе си вика, чекај, во монологот, диалогот и говорот. Ако ја утнам работата, како другите луѓе ќе ме гледаат? Видите? Не е важно како луѓето ќе ве гледаат, него како вие реагирате на вашата грешка. Сте виделе некој актер ќе направи грешка, гледате дека уопште не му е гајле или ќе се насме на својата грешка, публиката уште повеќе се конектира со него. Имате некој друг човек ќе сгреши, ќе се устрами. Актерите и не се устрамуваат поради тоа што ја имаат професионалноста да ја надминат таа грешка, или било кој што уметник. Колку е подолго на сцена, на него грешката не го деконцентрира. Но аматерот станува професионалец преку грешење. Нели, самиот збор перфекционизам доаѓа од перфачере. На латински е преку правење. Гледаш, ти не можеш да доеш до некој перфекционизам преку еднаш, два пати, три пати. Ти доаѓаш преку правење и правење на грешки. Но и ако ти ја направиш таа грешка, не е проблем. Проблем е ако за тебе грешката е проблем. Не е проблем за публиката ако ти направиш грешка. Публиката никогаш нема проблем со тебе ако ти направиш грешка. Публиката има проблем ако ти се устраниш од својата грешка. Ај уште еднаш запамтете го тоа. Публиката има проблем ако ти се устраниш од твојата грешка. И во моментот кога ти ќе се устраниш од твојата грешка, публиката почнува да те сожалува затоа што тебе ти е жал и ти е криво зашто си сгрешил. Не треба да ви види, никој не сака да греши намерно. Но има ли некој кој што не сгрешил? Сега, кога ќе сгрешиме, ќе коригираме грешката, ќе се обидеме повторно да не ја направиме и одиме понатаму, ако на вас ви е страв да не сгрешите, никош нема да одите во тој нов простор. Никош нема да отидете во таа нова мудрост, никош нема да одите да се осознаете себе си, затоа што ние сме конектирани со универзумот, ама универзумската мудрост е таму негде. Таму негде во звездите, таму негде во целите, таму негде во мечтите, таму негде во идеалите. Таму е универзумската мудрост. И ако ние не се поврзаме со некои идеали, високи цели за општеството, високи цели кои што се поголеми од нас, зошто е важно целите се поголеми од нас? Зашто е важно човекот да има мисија во животот, а не цел? Поради тоа што секој човек кој што има мисија, он има истрајност да дојде до целта. Кога имате човек кој што има мисија во неговиот живот, он е многу тешко да биде спречен, поради тоа што му значи неговата цел. Што е мисија? Цел која што ви е многу важна. И кога имате цел која што е многу важна, препреките се занемарливи поради тоа што секојаш ќе обарате решението. Но ако имате цели кои што не ви се важни, тогаш препреките ќе бидат многу големи, поради тоа што големината на целта ја нема. Колку целта е поголема и колку повеќе ви го привлекува вниманието, толку помалку се занимавате со препреките, затоа што повеќе обраќате внимание на решенијата, поради тоа што сакате да дојдете до целта. Така да, ако вие имате визија, ако имате вие идеали, ако имате вие цели, ако имате возвишеност во тоа што го сакате, сонувате и мечтеете, нема шанса да не направите апгрейд и надоградување на вашето битие, поради тоа што вашето битие е сознаено знаење. Ние сме знаење, ние сме мудрост, некој повеќе, некој помалку, но колку повеќе работиме да ја направиме околината подобра,
толку повеќе мудро знаење добиваме во нас и толку подобро битие стануваме. Гледате, тоа е размената на се. Некој човек за размена добива пари, друг може за размена да добие мудрост, ама обично он некој што има мудрост на крај добива и некако финансии, ама муаветов ми е, знаете, колку повеќе одите напред кон иднината, кон целта, кон тоа што ви е вашата позитивно убава обсесија, да речем, толку повеќе инкорпорирате знаење во вас, ама знаењето никош не е дома, знаењето никош не е на каучот, знаењето никош не е во еден мал простор, знаењето е секогаш во просторот на иднината. И ако сте вие во иднината, секогаш му бегате во минатото. Гледате луѓе што немаат иднина, секогаш минатото ги стига. И затоа се замислени за минатото, затоа што не мислат за иднината. Ако ви имате цели, визија, идеали, тогаш идете, ајде да речам фигуративно 70 км на час во иднината. Минатото треба да ве стигне со 30 км на сат. Вие секој сат му бегате 40 км. Ама ако прекинете да сонувате, немате кај да одите, тогаш минатото ве стига набрзо. Затоа е многу важно човекот да ја сака промената. Он треба да го сака просторот. Се под просторот тоа е тоа што сакам да ме разберете. Просторот се нови работи. Затоа и врските треба да продолжат на тој начин. Врската доаѓа во монотонија. Зошто? Поради тоа што немаат нови цели како тим, немаат нови цели како брачни другари. Фамилијата нема цели. Тимот нема цели. Затоа што гледате, имате различни простори, исто како што има интернетот е простор, така виртуелен свет го викаме, но тој е пак простор. Гледате, ние сме во тој свет сега, но и тој е простор. И целите на фамилијата е простор, и целите на компанијата е простор, и вашите лични цели се простор, но дали ги имате целите е прашањето. Затоа што некој човек може да има лични цели, ама не му текнува дека фамилијата треба да има собствени цели. Не им текнува дека може треба се вклопат во целите на групата како што е нивната компанија. Затоа што колку често имате некој вработен кој што не ги знае целите на компанијата, затоа што не го знае просторот на компанијата. Не знае кај треба компанијата да експандира, не треба кај треба компанијата да промовира, кај треба компанијата да биде, во кој простор. Но во секој случај луѓето се плашат од простор. Се колку повеќе се плашите од простор, толку повеќе се плашите од вистинскиот вие. Колку повеќе се плашите од простор, толку повеќе се плашите од вистинскиот вие. Некојаш е авантура да се осознаете вистинскиот вие. Авантура е, поради тоа што влагате во убав простор. Ама просторот на еднината е просторот наречен вие. Поради тоа што минатото не е ни простор, тоа е минат простор. Ајде да го речеме негативен простор, затоа што минатото е негативен простор. Сегашноста е точка на гледиште. Ете, сегашноста е точка на гледиште и е простор дефинитивно, но е точка на гледиште за нешто кое што е идно. Сега минатото ја сменило точката на гледиштето за иднината на многу луѓе. Минатото ја сменило точката на гледиште за иднината на многу луѓе. Но знаете како викаат, шофершемната е поголема од ретровизорот, зашто е поважно кај одиме, не е важно кај сме биле. Имате луѓе кои што цело време гледаат во ретровизор, имате луѓе кои што гледаат во шофершемната. Шофершемната е поголема од ретровизорот, зашто е поважно кај одиме, не е важно кај сме биле. Точката на гледиште прво мораме да ја коригираме. Прво мора да човекот сака да има иднина, цели и да ја прифати таа игра каде што има ризик, а тоа е стравот од неуспех, затоа што тоа е просторот. Во просторот имате успех, имате неуспех. Фактички имате само успех, зависи од точката на гледиште, затоа што не може да имате неуспех ако разберете од тоа што не сте постигнале нешто. И кога ќе разберете и сватите, и го земете тоа како енергија, повторно да итате кон вашата цел, тогаш не е неуспех. Неуспех е само кога нема да успеете привремено, да донесете негативна одлука дека не сакате да продолжите, и она што се случува, почнувате да имате изговори разноразни. Човек кој што има разноразни изговори станува негативен човек. Но човек кој што не донел негативна одлука, он земал од неговиот привремен неуспех податоци и знаење и го искористува како сила за да успее повторно во неговата цел. Тој човек не е поразен, тој човек не е изгубил, тој човек може само да победи.
Неуспехот се состои само во откажување од иднината и од целите. Човек кој што никош не се откажува од иднината и од целите, не е поразен. И секогаш ќе биде со насмевка и секогаш ќе биде со позитивна мисла, поради тоа што верува, се надева и сака. Вчерашниот ден Божицата на мудроста Софија ги крстила своите 3 керки верба, надеж, љубов. Зошто според мене? Поради тоа што се ризик. Да веруваш е ризик, да се надеваш е ризик и да сакаш е ризик. Ама тоа е поврзано со иднината. Но тоа е убав став. Кога човекот сака премногу да биде заштитен и да нема ризик, он има стравови. Зашто сака се да контролира. Иднината ја контролирате преку верба преди се. Да, преку знаење, преку учење, преку остручнување, но исто така и преку верба. Зашто човек, да, еден мој пријател, доктор исто така кажа, човек кој што нема верба, не може да има здраворазумна мисла. Видите, мора да веруваме, мора да се надеваме и мораме да продолжиме да сакаме, поради тоа што ако веќе не сакате, вие живеете во тој негативен простор на нељубов. Живеете во простор на ненадеж и живеете во простор на неверба. Зборот trust е верба, на англиски trust, потекнува од старонордски збор. Нордскиот јазик се зборува во Скандинавија. На нордски зборот trust е trust и значи сила. Фактички коренот на зборот верба е во нордскиот збор trust, што значи сила. Не е човек силен ако не верува. Секој човек кој што има верба, надеж и љубов има огромна сила. Ако сакате да му одземете, треба само да го разочарате, односно он треба да се разочара сам, затоа што вие ништо не можете да му направите на човек кој што одбива да се разочара од вас. Вие ќе направите нешто негативно на тој човек одбива да се разочара од вас, тој човек е непоразен. Човек кој што никош не се разочарува е непоразен човек, а разочаран, значи не е веќе очаран е воодушевен. Човек кој што одбива да биде разочаран, одбива да биде поразен. Човек кој што прифаќа да биде разочаран, прифаќа да биде поразен. Но поразот е само ставот кој што го имаме за иднината. Разочараниот човек нема добар став за иднината. Оној кој што одбива да биде разочаран, секогаш има убав став за иднината. Вистината е во вербата, во надежта и во љубовта. Божица на мудроста, Софија. Не за џабе е Софија, нели? Софија и вера и нада и љубица и ги имаат овие имендени, вчера. Така да има големо знаење и мудрост во вербата, надежта и љубовта. Зошто? Поради тоа што ви отвара простор. Немање на верба, немање на надеж и немање на љубов не ви креира простор, и поради тоа што не креира простор, затоа веќе почнувате да имате негативно знаење. А негативното знаење е фактички разочараноста. Разочараноста ви дава негативно знаење, ви дава знаење кое што ќе ве стопира. Немојте да бидете разочарани, продолжете да бидете очарани, продолжете да бидете позитивно наивни, не глупави, позитивно наивни, за да се воодушевите од убавите работи. Исто така еден пријател кој што е починат, Бог да го прости, еднаш ми има кажано, вели, Жаре не може да се воодушеват затоа што душата не има во добра состојба. Луѓе кои што се разочарани, ретко се воодушевуваат. Луѓе што станале цинични и саркастични, ретко се воодушевуваат. Но луѓе кои што се уште наивно храбри, имаат потенцијал да направат надоградба на својот карактер, својот ум и својот дух. Мислам дека тоа е се за мене од денеска, тоа е се од мене за денеска. Ајде пак да кажам, значи, потенцијалното знаење во иднината, секогаш имате желба да дојдете до некоја цел и секогаш продолжете да имате волност да бидете, да креирате и да ја постигнете онаа цел која што имате замислено. Нека не ве стопираат луѓе или нека не ве стопираат препреки да дојдете до таа цел која што сте ја зацртале, поради тоа што неуспешниот човек кој што не стигнал до некоја цел станува многу фокусиран или фиксиран на изговори, додека човекот кој ја постигнува целта секогаш продолжува да бара решенија. Имајте убава вечер, петок нема да имаме лайф, се гледаме наредниот понеделник. Значи петок го рипаме, наредниот понеделник продолжуваме со
лајвче, а ви посакувам убав викенд и останува да се видиме со Битолчани во среда. Битола, ако сте тука и ако има Битолчани, па и Прилепчани, може да дојдете во Битола, се гледаме на 8 среда во Битола на предавање. Поздрав, чао!